Ние продолжуваме со општествена сцена, а на линија би требало да го имаме Сашо Татарчевски, кој е диригент на женскиот хор во Младинскиот културен центар. Господин Татарчевски, добро утро. Добро утро. Ве побаравме утринава, бидејќи на интернет се врти една многу убава, морам да кажем, видео изведба и се разбира и тонска изведба на изведбата на женскиот хор на МКЦ, кој што прави пее една релативно позната украинска новогодишна песна, се вика песна на ѕвоната, или таа е позната како Щедрик, со тоа што ова го нарекувате Isolation Edition. Кажете ми нешто повеќе пред да чуеме и да видиме песната и целиот тој спот кој што трае околу минута и пол. Како дојдовте на оваа идеја и како ја спроведовте? Па, предпоставувам многу луѓе во ситуација во која што се најдовме сега бараат начини како да ја продолжат својата работа. Може да мислите за човек кој што работи со 4 ансамбли, меѓу другото и професор на факултет, па контакти секојдневни со многу луѓе. Може да мислите како ова изгледа за мене, ова ситуација, така што морав да најдам начин да продолжиме со работа. Еден од тие ансамбли со кои што работаме и женскиот младински хор при МКЦ. Ова ни е најкратка... Само да кажам, вашиот женски младински хор е еден од најнаградуваните и најуспешни хорови во Македонија, ако не се лажа. Да. Постои веќе 47-8 години, од 1972 година, континуирано, успешно, со многу меѓународни награди и со многу, едноставно со многу активности. Така што не смеевме да си дозволиме и оваа ситуација да не сопре комплетно. Иако морам да кажам дека и покрај можностите кои ги дава технологијата денес, сепак тие се ограничени кога станува збор за работа со група поврзана со музика. Но ете се најдовме начин. Композицијата Щедрик, освен што е, да речам, многу популарна, една од најизведуваните хорски композиции воопшто, е и кратка. И е доволно, како да кажам, интересна за да може да се подготви на еден ваков начин. За луѓето кои што не се во текстот, тоа морам да кажам дека исклучително сложен процес е да се направи едно вакво видео. Подразбира многу време, многу труд, многу работа за да се спои. Меѓутоа, еве со една голема желба од сите членови на ансамблот ја прифатија идејата. Колку членови брои вашиот хор? Овој женски хор. Па во моментов има околу 30 на членови, иако овде на видеото се 20 и нешто, не можам да се сетам сега. Господине Татарчевски, јас ви благодарам за овој разговор. Предлагам во продолжение да ги слушнеме тие ангелски гласови на вашиот женскиот хор на МКЦ, еден од најдобрите и најнаградуваните хорови во земјата. Благодарам уште еднаш за ова вклучување утренско. Ви благодарам и вам, поздрав. Поздрав.